Почитуван председател, почитувани колеги и колешки пратеници. Би сакала малце вака да почнеме од почеток како не би имале понатамошно недоразбирање. Член 90 став 4 вели дека говорникот, во овој случај пратениците, се должни да го почитуваат достоинството на собранието. Од тука ќе се приклучам на загриженоста на председателот, меѓутоа и кон колегата Халил Снопчак, кој што во неговиот говор многу убаво се осврна и направи еден пресек. Ние денеска за македонската јавност да констатираме дека имаме следната ситуација. Во исти ден комуницираме, дебатираме за концептот на основното образование и образованието како една од најзначајните сектори и области во државата. Во истиот ден, во оваа зграда се присутни министерката за образование и заменик министерот за образование. Не би знаела дали има уште некој дел од тимот, верувам дека тоа е така. Меѓутоа, истовремено имаме една многу интересна ситуација. Овде како имаме заменик министерот за финансии секогаш уредно присутен. Прашувам, како е можно во оваа зграда да бидат присутни физички министрите, заменик министерот за образование, а при тоа да не успеат да се координираат, да го испочитуваат во целост достоинството на овој дом, домот на граѓаните, домот на демократијата. Затоа што ве уверувам, доколку не постои соодветна координација во рамки во министерството, тогаш се поставува прашањето како би можело да се искоординира, да се имплементира нивната фамозна реформа за концепт на основното образование. Доколку истиот тим не би можел да се искоординира во истата зграда да биде присутен, да не може да присуствува на седниците. Од тука нашиот апел е дека сите треба да бидеме обединети кога станува збор за грижата и достоинството на образование на овој дом. Ние не смееме понатака да дозволиме да имаме непочитување и еден ваков однос од страна на представниците. Тоа е денешната реалност. Сакате некој да ме убеди тука дека доколку не може тимот да се искоординира за едно вакво прашање, каде што, верувајте, ги видовме дека се присутни тука во собранието, да дојдат и да не испочитуваат на седницата, полесно би можеле да се искоординираат, да имплементираат реформата за основното образование? Се сомневам на вистина. Благодарам.